Граѓаните веќе започнуваат да си играат со бившиот министер. Тешко е, бај Сарафов, кога човек веднаш ќе падне морално пред очите на народот, нели? И ве уверуваме дека така ќе продолжи да бива положбата на сите твои сотатковци кои доаѓаат во Македонија со претензија да создаваат бугари, да ја култивираат земјата. Уште потешка ќе стане положбата на вашето начелство, кое сака нека биде тоа. Ако продолжи да ви дава слични инструкции, не ќе прокопса бугарската идеја ако одите со тој ум. Зашто ние македонците баш ништо немаме. Ништо не сме спечалиле, благодарение на слепата доверба кон своите божем браќа. Па, според тоа, нема што и да изгубиме. Во септември 1944 година во Бугарија се случиле крупни политички промени кои предизвикале од власт да биде смената фашистичката влада и на нејзино место да дојде отечествено фронтовската власт, која била антифашистички ориентирана. Новата бугарска власт, во која доминантно место имале комунистите, веднаш ја вклучила Бугарија на страната на антихитлеровската коалиција. Тоа создавало предуслови Бугарија да ги подобри односите пред се со Југославија, која како држава веќе имала добро етаблирана позиција во антихитлеровската коалиција и на крајот на Втората светска војна прераснувала во значаен државно-политички фактор на Балканот и во југоисточна Европа. Крајот на Втората светска војна, македонската емиграција во Бугарија и македонците во Пиринска Македонија го дочекале со голема надеж. Тие сметале дека создавањето на автономска Македонија ќе представува поттик за интегрално решавање на македонското прашање. Македонците во Пиринска Македонија фактички преку организираното народно ослободително движење сами ги ослободија поголемите градски центри во Пиринскиот дел на Македонија и воспоставија привремена власт пред да дојдат востаничките одреди на Бугарското народно ослободително движење. Тој им даваше за право да се надеваат дека ќе биде земен во предвид фактот дека македонците во Пиринска Македонија сами си ја извојувале својата слобода. Со формирањето на македонската држава и со промената на власта во Бугарија, оваа маса на македонската емиграција и македонскиот народ кој живееше во Пиринскиот дел на Македонија се возбуди од надежта дека конечно, после еден долг период на непризнавање на нивната национална посебност, ќе дојде време на една нова историја. Односите меѓу комунистичкото движење во Вардарскиот дел на Македонија и комунистичкото движење во Пиринскиот дел на Македонија соработува, како што кажав, имаше и делегати на првото заседание насно, и се правеа напори за обединување на Пиринскиот дел на Македонија со Вардарскиот дел на Македонија. Тие сметале дека создавањето на автономска Македонија ќе представува поттик за интегрално решавање на македонското прашање, во кој ќе дојде до признавање на македонскиот народ и до во догледно време до реализација на оној основен идеал на македонците, а тоа беше создавање на обединета Македонија, дали како автономна Македонија или во рамките на една поширока Јужнословенска федерација. Во една таква ситуација со голема надеж и македонските емигранти во Софија и во другите поголеми бугарски градови го дочекале крајот на Втората светска војна. Тие сметале дека преговорите кои што веќе започнале да се водат помеѓу Југославија и Бугарија ќе одат во правец на интегрално решавање на македонското прашање или до создавање на една федерација во која што Македонија во нејзините етногеографски граници ќе биде конститутивен елемент. Периодот на културно-просветната автономија на македонците во Пиринска Македонија од 1944 до 1948 година го засилил и учеството на македонците во Бугарија во креирањето на бугарската надворешна политика по однос на решавањето на македонското прашање. Покрај Георги Димитров, кој имал и македонско потекло,
се активирале и голем број македонски интелектуалци, револуционери, учесници во македонското национално ослободително движење и дејци кои играле активна улога во последните години од војната. Пред почетокот на Втората светска војна, македонската емиграција во Бугарија е била некаде околу 100.000 луѓе. Тие малку пред тоа Македонскиот национален совет отлучува дека во Бугарија има 200 македонски братства и таа македонска емиграција живее во 1601 место во Бугарија. И во Пиринскиот дел дојдоа до поларизација кај политичките фактори. Тоа особено важи за како главни фактори се Комунистичката партија на Бугарија или официјално Бугарска работничка партија комунисти, бројната македонска емиграција која историски секогаш беше добро организирана и се разбира самото население во Пиринскиот дел на Македонија. Во однос на политичките определби, економската и социјалната состојба на ова македонска емиграција, интересна е на анализа која направиле Асен Чаракчиев и Михаил Сматракалев во 1944 година и која анализа ја дава целокупната разноврсност, една лепеза на состојбите во ова македонска емиграција, која во однос на нејзиното национално определување е многу различна. Значи имаме дел од таа емиграција која целосно се инкорпорирала во бугарското општество и која веќе втора, трета генерација, па и од првата генерација на македонски доселеници кои се внесле во тој бугарски систем, го внесле својот интелектуален, духовен и материјален потенцијал и кои се чувствувале за бугари. Имало дел од таа македонска миграција кои се уште и покрај тоа што јавно морале да се декларираат како бугари, бидејќи биле граѓани на Бугарија, каде не се признавала македонската посебност, сепак силно во себе го чувствувале и го негувале македонското чувство. Во една таква ситуација нормално е дека се почувствувало едно поголемо политичко раздвижување на македонците во цела Бугарија. Голем број на македонски организации кои што дотогаш ја запреле својата работа, сега во новите услови повторно се активирале. Тоа се однесува на Сојузот на македонските братства во Бугарија, Илинденската организација, Македонскиот научен институт, македонските комунисти кои што биле исто така членови на Бугарската комунистичка партија. Тоа е една широка галерија на македонски воено-политички личности во Бугарија, од типот на Христо Калајџиев, од типот на Петар Шанданов, Стефан Аврамов, стари линденски борци како Ангел Томов, Христо Шалдев и многу други. Во голем број случаи, влијанието на Бугарската комунистичка партија било големо, а понекогаш дури и пресудно. Што значи дека сакале или не, дел од тие македонци ги слушале наредбите на раководството и на Бугарската комунистичка партија, но и на самото бугарско државно раководство. По Втората светска војна, еден дел од таа македонска емиграција е прифатила бугаризацијата. Велам прифатила бугаризацијата, а не бугаризирана, пошто има разлика. Има разлика и таа разлика се гледа и до денес. И примерно, во разговорите меѓу поранишниот председател Желјо Желев бугарскиот и Киро Глигоров во 1993 година, Желев вели, кај нас во Бугарија има околу 2 милиона потомци на македонски имигранти, ама тие се сметат за бугари, барем така велат. Самиот Желев, значи, знае дека тие не се вистински македонци и затоа вика барем така велат. И тие продолжува. И тие се поголеми бугари од нас. Голем дел македонската емиграција е инкорпориран веќе во бугарското општество и дека тешко таа може повторно да го превземе ризикот на миграција и да се врати во Македонија. Еден дел од македонската емиграција прифаќа бугаризацијата, знае дека не се бугари, али за да имат позиции во бугарското општество, тоа прифаќат. Еден друг дел веќе од македонската емиграција, тие се чувствуваат македонци и затоа уште во крајот на 1944 година Македонскиот научен институт е обновен, а во есента
во есента на 1945 година е обновен и Македонскиот литературен кружок, кој знаеме дека постои од 1938-41 година. Македонците во Пиринска Македонија и огромната македонска емиграција во Бугарија уште во 1944 година се обиделе да ги усогласат своите ставови и повторно организационо и политички да ги артикулираат предлозите и решенијата околу Македонија и македонското прашање. Судирот бил помеѓу македонците кои што биле под влијание на југословенската политика и македонците под влијание на политиката на Бугарската комунистичка партија. Интересен е фактот дека кај еден дел од македонските дејци од Бугарија преовладувало гледиштето дека треба да се создаде независна македонска држава во нејзините етнички и географски граници, а не како што се предлагало од југословенската страна да се присоедини Пиринска Македонија кон Југославија, а потоа да се разгледува прашањето за создавање на Југословенско-Бугарска федерација или создавање на посебна македонска држава. Овде најклучна е улогата на Георги Димитров, еден од главните повоени водачи и лидери на Бугарија, кој што има и македонски корени и македонско потекло по еден од неговите родители. Во сите јавни настапи на Георги Димитров по завршувањето на Втората светска војна, тој го истакнувал правото на македонскиот народ на самоопределување и го поздравил создавањето на федералната македонска држава во Југославија. Со тоа се давало јасен сигнал дека Народна република Македонија требало да представува Пиемонт за обединување на останатите делови на Македонија. Георги Димитров бара од македонските дејци Павел Шатев и Владимир Поптомов, кој беше член на Бугарската комунистичка партија, еден од раководните кадри на оваа партија, подоцна, бара од нив да направат една анализа по македонското прашање. Така што на 26 јануари 1944 година оваа анализа овие двајца македонски дејци ја доставуваат до Георги Димитров во однос на македонското прашање. На ниту еден македонец секако не му доаѓало на памет да ја заборави девизата дека македонското прашање треба да се реши со фактот што ќе се создаде македонска држава во едно географски граници. Оттаму се гледало и на тоа дека Пиринскиот дел на Македонија со тек на времето требало да се присоедини првин кон Народна република Македонија, а се чекал и исходот од граѓанската војна во Грција за да се види што ќе се случи со Егејска Македонија. Затоа што и таму се ветувало дека ќе им се дозволи правото на самоопределување на македонците. Во предвечерието на победата на Отечествениот фронт по налог на Георги Димитров, од страна на Димитар Влахов и македонскиот комунист и деец Владимир Поптомов бил изработен документ кој всушност представувал и официјален став на Бугарската работничка партија комунисти по македонското прашање. Бугарската комунистичка партија во овој почетен период 44-48 година имала воглавно позитивен став кон решавањето на македонското прашање. Во сите нејзини документи и настапите на нејзините функционери се истакнувало дека македонскиот народ е посебен од бугарскиот народ и дека македонците се посебен национален идентитет од сите балкански народи. Тоа е јасно и недвосмислено во сите документи на БКП до 1948. И на окружната конференција што се одржа во Пиринскиот дел на Македонија беше донесена одлука за исто така за поставување акционо прашањето за обединување Пиринскиот дел со Македонската федерална држава. Тоа значи дека тие активно треба да работат на тоа прашање, без да тоа се пролонгира натаму. Македонците правеа притисок врз представниците во комитетите на Бугарската работничка партија комунисти. Така што уште во октомври 1944 година областниот комитет на Бугарската работничка партија комунисти за Горноџумајска област излегува со резолуција во која вели дека таа веќе во иднина ќе се вика Комунистичка партија на Македонија,
Значи прифаќа името на Комунистичка партија на Македонија и второ ќе одржува најтесна комуникација со президиума на АСНОМ и со Комунистичката партија на Македонија. Тоа е октомври 1944 година. Значи тие сакат односите да се одвиват по релацијата Горна Џумаја Скопје. Сега тоа е неприфатливо за Бугарската комунистичка партија. И во ноември истата 1944 година делегација на Бугарската работничка партија комунисти, на Централниот комитет, оди во Белград кај Тито. И од тогаш веќе, значи, односите се договарат да бидат по релацијата Софија-Белград или Софија-Скопје. Пошо бугарските комунисти велат, Пиринска Македонија е бугарска територија, така што не може да биде тоа. Имаше пречки, не да немаше. Македонците сакаа што побрзо да се обединат со Народна република Македонија. Во 1944 година требаше да се одржи областна конференција. Беа подготвувани сите материјали и во нив стои исклучиво македонското национално чувство и барање за обединување. Само неколку дена по победата на Отечествениот фронт во Бугарија, македонскиот деец, комунист Христо Калајџиев, со уште неколку македонци како Ангел Динев и Стефан Аврамов, ја обновиле работата на Македонскиот национален комитет, кој како тело ја координирал работата на македонските братства во Бугарија. За да се возобнови работата на македонските братства, најпрвин бил формиран така наречен Привремен иницијативен комитет, на чело со Георги Саракинов, председател, и Христо Калајџиев, подпредседател. Комитетот си ја поставил како основна цел заштитата на создадената македонска држава, развивање на македонскиот патриотизам кај македонците во Бугарија, борба против големо бугарската фашистичка идеологија и зближување на двете соседни држави, Југославија и Бугарија, и тоа на рамноправни позиции. Христо Калајџиев бил македонец по потекло, но тоа се гледа и во неговите спомени, и во неговите јавни настапи, своите активности ги координирал со политичката активност на Бугарската комунистичка партија. Инаку тој се наоѓал во врвовите на бугарскиот политички живот по завршувањето на Втората светска војна. Често бил испраќан и како делегат на Бугарската комунистичка партија и во Федерална Македонија. Во своите јавни настапи таму го поздравувал создавањето на Федералната македонска држава и постојано истакнувал дека таа треба да биде пиемонт за обединувањето на Македонија. Тој беше од оние функционери на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија, кој што требаше одговорен, како тие го официјално го има, одговорен за македонската емиграција во Бугарија. Христо Калајџиев понекогаш ретерирал во своите ставови во поглед на македонското прашање и истакнувал дека тоа што сега Демократска федерална Македонија се обидувала да го наметне како македонски национален идентитет, не било во сваќањето на македонците во Бугарија. Но уште на почетокот се создале разногласија помеѓу македонците во Бугарија за тоа кој треба да застане на чело на Македонскиот национален комитет. Според сеќавањата на Калајџиев, по залагање на македонските воено-политички раководители Лазар Колишевски и генерал Михајло Апостолски, на чело на македонската емиграција и особено братствата во Бугарија требало да застанат Петар Шанданов, Асен Чаракчиев и Ѓорѓи Абаџиев, додека во Федерална Македонија требало да заминат Алексо Мартулков, Пецо Трајков и стариот илинденски револуционер Крсто Гермов Шакир. Затоа било формирано и едно тело времено представништво на Народна република Македонија во Бугарија, каде за председател и секретар биле назначени Георги Деспотов и Ѓорѓи Абаџиев. Делот од македонската емиграција, кој бил близок до овие македонски дејци, се обидувал да се наложи и помеѓу македонските братства во Бугарија, кои биле влијателни како стара македонска организација во бугарското општество. Христо Калајџиев,
кој ги почитувал одлуките на Бугарската работничка партија, комунисти, настојувал и успеал да го превземе раководството со Македонскиот национален комитет. На 2 ноември 1944 година се подготвувала областна конференција на Бугарската работничка партија, комунисти, во Горна Џумаја, каде меѓу другото требало да се заземе став и по македонското прашање. Неколку седмици пред одржувањето на конференцијата, во Бугарија пристигнал Љупчо Арсов како политички представник на раководството на Народна република Македонија, кој имал задача да влијае кај комунистите македонци во Бугарската работничка партија да действуваат во правец на политиката за присоединување на Пиринска Македонија кон Федерална Македонија, односно Југославија. Владимир Поптомов, кој секако го усогласувал и координирал својот став согласно интересите на раководството на бугарските комунисти, на областната конференција излегол со извештајот во кој истакнувал дека не треба да се брза со присоединувањето на Пиринска Македонија кон Федерална Југославија, затоа што се уште бугарскиот народ не бил подготвен за тој чин и затоа што според него македонскиот народ во Бугарија не се наоѓал во некоја робска позиција како што била ситуацијата во претходните години. Владимир Поптомов исто така бил македонец кој што се наоѓал во високите врвови на Бугарската комунистичка партија. Тој бил активен во македонското револуционерно движење уште во периодот меѓу двете светски војни и бил еден од основачите на организацијата ВМРО Обединета. Тој е комунист, следбеник, поддржувач на политиката на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија. Тој е еден од тие иницијаторите за измени на, условно речено, преголемите барања на македонците од Пиринскиот дел на Македонија. Од друга страна, Поптомов истакнал дека за интегрално решавање на македонското прашање се уште не била јасна ситуацијата во светот и дека за тоа голема улога имале и меѓународните настани. Во тој контекст, македонскиот деец ја истакнал тешката положба на македонците во Егејска Македонија, поради што дошло до масовно иселување и значително намалување на македонскиот етнички елемент. Во поглед на ваквите ставови треба да се има предвид дека Владимир Поптомов бил функционер на Бугарската работничка партија и дека можеби тоа не биле негови лични видувања, но официјална политика на бугарското комунистичко раководство, кое имало пресудна улога во повоената власт во Бугарија. За разлика можеби од другите македонски револуционери, Поптомов целосно ја спроведувал политиката на Бугарската комунистичка партија во однос на македонското прашање и сите нејзини директиви, што значи дека бил човек кој што спроведувал наредби. Од таа гледна точка неговите становишта и гледишта во поглед на Македонија оделе од една крајност во друга крајност, од признавање на македонскиот национален идентитет до целосно негирање. Поптомов е тој што во една прилика изјавува дека македонското население во Пиринскиот, се разбира заради оние состојби кај што се создаде една, така да речеме, еуфорична состојба за обединување со Република Македонија без одлагање демократска федерална Македонија. Тој вели, не е тоа, не може така да биде прво населението во Пиринскиот крај, како често се велеше, има бугарско национално чувство и дека не треба ние да брзаме да создаваме македонци. Во документите што се однесуваат на подготовките за првата областна конференција на областниот комитет во Пиринска Македонија и донесените одлуки, тој е еден од тие иницијаторите за измени на, условно речено, преголемите барања на македонците од Пиринскиот дел на Македонија. Инаку познати се неговите говори и писма кои што ги испраќал, окружни телеграми во кои што јасно стои и недвосмислено дека македонците се посебна нација. Но како одминувало времето, за време на информировската кампања, Владимир Поптомов се приклучил кон кампањата што Бугарската комунистичка партија ја водела против Народна република Македонија и тогашна Југославија и застанал на бугарски национални позиции.
тој си останал верен и доследен на таквите негови ставови до крајот на животот. Подосна за време на информбирото он е на страната на Советскиот сојуз, како таков он е напредува во хиерархијата на бугарското општество и бугарската партија, станува едновремено беше и главен редактор на работническо дело, па после беше некаде испратен за амбасадор бугарски. И 50-тите години, мислам 52 година, умира. Под какви околности не ми е познато. Во пописот од декември 1946 година, самиот поп Томов, нали, се пишува бугарин. Да, така како и Тодор Павлов. Нали. Значи, тие имат високи функционери. Зашо е така? И зашо македонците, може да се прашаме, зашо македонците во бугарската политика, највисока политика, имат таков однос. И тоа е чисто прагматично. Тие сакат да управуват. Значи, сакат фотели. Фотели во Народна република Македонија мислат дека тешко ќе добијат, нали, и во рамките на Југославија. И затоа, нали, затоа во целиот тој период, 44-48 година, многу тешко се одвива и културната автономија, нали, во Пиринска Македонија. И покрај сите недоразбирања помеѓу македонците во Бугарија, околу организацијски работи, гледишта околу методологијата на решавање на македонското прашање. Делегација во состав Христо Калајджиев, Борис Михов и Христо Ампов заминала на второто заседание на АСНОМ во декември 1944 година во Скопје. Делегацијата на македонците од Бугарија на средбите со сонародниците во Федерална Македонија изразувала воодушевување од фактот што се создала македонска држава. Христо Калајджиев дознал дека дел од искажаните работи не им се допаднале на дел од македонските власти во Федерална Македонија. Која била причината за ваквата промена, останува уште да биде делумна тајна. Повраќањето во Бугарија, заедно со Крсто Гермов, Павел Шатев и Борис Спиров, македонскиот деец веднаш побрзал да го извести раководството на Бугарската комунистичка партија за состојбите во Федерална Македонија, што е доволно сведоштво дека дел од македонскиот револуционерен кадар тешко се оттргнувал од влијанието на бугарските политички партии. Трајчо Костов, еден од раководните кадри на Бугарската комунистичка партија, веднаш бил известен дека намерите на македонското раководство во Скопје не биле создавање на федерација, туку првин присоединување на Пиринска Македонија кон Југославија, барем неколку дена пред прогласувањето на федерацијата. Во услови на интензивни разговори за создавање на Југословенско-Бугарска федерација и присоединување на Пиринска Македонија кон Федерална Македонија, во февруари 1945 година се одржал Конгрес на македонските братства во Бугарија, каде повторно дошло до несогласувања помеѓу Христо Калајджиев и Петар Шанданов околу прашањето кој да влезе во раководството на Македонскиот национален комитет. Под влијание на бугарската партиска политика на Бугарската комунистичка партија, Калајджиев и групата околу него имале голема воздржаност кон раководството на Федерална Македонија, кој го сметале за експонент на српската политика кон македонското прашање. Еве што во спомените на Калајджиев се вели за судбоносните години 1944 и 1945. Се согласивме дури и да издаваме статии на македонски јазик во весникот. Какви беа резултатите? Скопјани се откажаа од тој јазик и го прогласија за бугаризиран, а македонските маси во Бугарија престанаа да го бараат весникот. Ги теравме скопските симпатизери да зборуваат на скопскиот македонски јазик, кој за нас беше србизиран и неразбирлив, но тие немаа смелост да го прават тоа. Друго интересно, кај нега имаме има свој натрешен проблем околу неговото вистинско чувство македонско, што неспорно е изразено и она да постапува според онака како што бара бугарско државно раководство. Тој во една прилика ја изјавува дека
да престанеме дори да следиме големото бугарска политика, да правиме македонска политика во таа смисла. Тој истакнувал дека, например, македонскиот јазик, кој што во Федерална Македонија се истакнувал како македонски литературен јазик, бил тотално различен од македонскиот јазик кој што го зборувале македонците во Пиринска Македонија и во Бугарија. Тоа е еден став кој што многу македонски револуционери си го повторувале како таков и веројатно е исто така под влијание и на бугарската комунистичка партија, но и фактот што тие долго време живееле во емигрантски услови во Бугарија и поинаков јазик и не знаеле и не познавале. И Тодор Павлов и Поп Томов исто така тоа е големи фигури како велики личности во бугарскиот апарат, особено Поп Томов заедно со Христо Калаџиев, и тие интервенираат, дури бара интервенција од Ѓорѓи Димитров, кој уште тогаш беше во Советскиот сојуз, да интервенира во Југославија, за да се азбуката кога се созда да биде избалансирана. А тоа избалансирано значи колку што ќе има српско влијание, да има и бугарско влијание и во јазикот, и во азбуката, од азбуката и јазикот. Кодификацијата на македонскиот литературен јазик била еден процес со кој што не се согласувале сите македонци. Еден Венко Марковски, кој што своевремено бил член на таа комисија, се спротивставил на така кодифицираниот македонски литературен јазик и други некои од таа постара генерација на македонски револуционери. Во текот на 1945 година, спротивставените страни кај македонците во Бугарија уште повеќе се потенцирале и покрај фактот што сите едногласно го поздравиле создавањето и развојот на Федерална Македонија. Во редакцијата на весникот Македонско знаме се вклучиле и Ангел Динев и Михаил Сматракалев, кои не ја одобрувале политиката и ставовите на Христо Калајџиев. Спротивностите секојдневно се продлабочувале. Поради таквиот развој на настаните, Калајџиев од позиција на член на БКП го известил раководството на партијата во есента 1945 година дека целта на групата околу Сматракалев била да го актуелизира присоединувањето на Пиринска Македонија кон Федерална Македонија, да направи целосна дистинкција на македонците од бугарите, а во исто време бугарските комунисти да ги обвини дека шират големо бугарски шовинизам. Свиканата конференција на македонските братства ја констатирала поделбата помеѓу македонските емигранти во Бугарија. Во поглед на ставовите на македонците во Бугарија кон македонското прашање, голема улога имали Македонскиот научен институт во Софија. Тој долги години наназад бил значајна институција среде македонската емиграција. Од страна на новата власт во Бугарија биле направени значајни промени во раководниот состав на институтот, кој долго време бил седиште на антимакедонска политика и место каде се објавувале публикации кои настојувале да докажат дека македонците се дел од бугарскиот народ. Во 1945 година, во правец на таа политика, новото раководство на Македонскиот научен институт решило да го прекине со издавање долгогодишното списание Македонски преглед, на чии страници се објавувале статии кои го негирале посебниот национален карактер на македонскиот народ. Во новото списание Македонска мисла, одговорниот уредник Јордан Анастасов, во духот на новата бугарска политика по македонското прашање, дозволил публикување на статии кои биле афирмативни кон формирањето на федералната македонска држава и го признавале македонскиот национален идентитет. Во списанието биле објавени статиите на Тодор Павлов, Владимир Поптомов, Петар Делирадев и Георги Кулишев. Начело на оваа македонска научна институција во Бугарија бил избран Георги Кулишев, поранешен револуционер и деец на протогеровистичката ВМРО, а за почесни членови биле именувани и македонските дејци Тодор Павлов, Димитар Влахов и Павел Шатев. Во 1946 година, раководството на Македонскиот научен институт излегло со соопштение до бугарската јавност
и посебно до македонската емиграција во Бугарија, дека оваа институција во својата собственост има голема архивска граѓа која се однесувала на историјата на Македонија. Мемоарска граѓа, писма, патеписи и разни документи од архивите на бројни македонски организации. Од страна на раководството на институтот бил упатен апел до сите македонски емигранти во Бугарија, доколку располагаат со документи, мемоари и литература која се однесува на историјата на Македонија, да ја предадат на чување и заштита на библиотеката на оваа институција. Како резултат на ваквите повици до македонците во Бугарија, во библиотечната и архивска збирка на Македонскиот научен институт биле донесени спомените на Анастас Лозанчев, кој починал во 1945 година, спомените на македонскиот револуционер Лука Ѓеров, како и други материјали од историјата на македонското револуционерно движење. Во март 1946 година до раководството на Македонскиот научен институт пристигнало писмо од Народна република Македонија, подпишано од председателот на владата Лазар Колишевски, како и од македонскиот револуционер Павел Шатев, во кое се барало сите книги, документи и материјали кои се однесувале на Македонија да и бидат одстапени во собственост на новата федерална македонска држава. И најпосле тука една специфична институција, тоа е Македонскиот национален институт. Тоа е една научна институција која е формирана пред Втората светска војна, која што главно таа беше интелектуалната сила во целиот предходен период од основањето и сега се одново се јавува како еден од факторите во однос на македонското прашање. По завршувањето на Втората светска војна, Македонскиот научен институт се поставил во една поинаква ситуација. Раководителите на МНИ фактички барале сето тоа што е собрано како архивска граѓа, како литература, со тек на време полека да и биде одстапено на македонската држава. Инаку да кажеме, тоа беше многу значајна институција со огромна литература, мемоарска граѓа и друга документација од интерес за македонската историја, односно за решавање заедно, да речеме, научно третирање на македонската историја и историското минато, независно од како беше тоа идеолошки поставено. Со одлука на Македонскиот научен институт, некаде во 1946-1947 година, двајца македонски историчари, професорот Љубен Лапе и професорот Димче Коцо, заминале во Софија и на нив им биле одстапени некаде околу 4000 книги со теми од историјата на Македонија и историјата на македонското револуционерно движење и голем број на периодик, голем број на весници. Навистина тоа било едно мало богатство кое што било донесено и представувало основа, база за развивање на македонската историографија. Професор Љубен Лапе беше еден од оние кој отиде во Софија, која донесе таа огромна продукција во Македонија, извори, мемоари, спомени на македонските револуционери и со тоа почна 46 година кога беше отворен филозофскиот факултет и институтот за историја, започна пионерското пишување првпат на историјата на македонскиот народ на македонски јазик. Тоа беше огромна придобивка. Во општествено-политичкиот живот на македонците во Бугарија по Втората светска војна, значајна улога имала и Илинденската организација. Во јули 1945 година, за председател на оваа македонска организација бил избран Стефан Аврамов. Дел од раководните дејци во Илинденската организација и покрај политиката на добрососедски односи помеѓу Југославија и Бугарија останале верни на стариот лозунг на македонското револуционерно движење – независна македонска држава во незините етнички и географски граници. Поради тоа, под влијание на бугарски политички фактори, се случиле неколку смени во раководството на македонската организација. И во овој случај, бугарските политички кругови блиски до Бугарската комунистичка партија одиграле клучна улога во креирањето на политичките ставови на македонците во Бугарија. Илинденската организација со своето постоење датира уште во периодот по завршувањето на Првата светска војна и таа во своите редови ги собирала
како членство старите илинденски кадри од внатрешната македонска револуционерна организација, македонските револуционери ветерани. Всушност тоа била легална организација која што требало да го негува слободарскиот дух кај македонците и илинденските традиции преку легални форми на организирање, преку празнување на одредени јубилеи од историјата на Македонија, преку посебно одбележување на годишнините од илинденското востание, преку собирање на спомени, сеќавања, мемуарска граѓа на учесниците во илинденското востание. На 11. октомври 1945 година делегација предводена од Христо Калајџиев и Асен Чаракчиев заминала на прославата на Денот на востанието во Народна република Македонија. Покрај средбите со Лазар Колишевски и со другите македонски воено-политички раководители, Калајџиев и Чаракчиев се сретнале и со председателот на Југославија, Јосип Броз Тито. Меѓу другото, на југословенскиот председател му биле предочени стремежите и целите на македонците во Бугарија. Не само Христо Калајџиев, туку и Владимир Поптомов, како еден од најстакнатите македонски дејци на високи позиции во повоена Бугарија, своите ставови околу Македонија и македонското прашање редовно ги усогласувал со раководните структури на Бугарската комунистичка партија. Но од друга страна, еден од водачите на новата бугарска власт со македонско потекло, Георги Димитров, го поддржувал фактот дека Македонија требало да стане обединителна алка помеѓу Југославија и Бугарија, во што и го гледал решавањето на македонското прашање. Во текот на 1946 година Бугарија зела учество и на Париската мировна конференција, каде и покрај промената на власта морала да се соочи со фактот дека поголем дел од земјите учеснички ќе ја обвинат дека била на страната на фашистичкиот блок. Во нејзината делегација, од позиција на министер за надворешни работи, настапувал и Георги Кулишев, поранешен член на задграничното представништво на ВМРО и член на раководството на протогеровистичката ВМРО. Поранешниот припадник на ВМРО, во улога на висок бугарски државен функционер, ја бранел бугарската позиција со тврдење дека таа била принудена да влезе на страна на фашистичките сили, затоа што била окупирана од Германија. 25-минутното излагање на министерот Кулишев било исполнето со историски тези за настаните на Балканот, во кои за сите војни ги обвинил Грција и Србија и нивните територијални претензии. Георги Кулишев воопште не ја споменал Македонија во својот говор и единствено настапувал од позиции на официјалните ставови на новата бугарска власт. Кон крајот на 1946-та и почетокот на 1947 година се водела постојана дебата преку писмени преписки и статии во различните весници во Бугарија за карактерот на македонското прашање. Напоредно со дебатите и полемиките помеѓу македонците во Бугарија, се ближел и крајот на организираните форми на политичкото действување на македонските емигрантски организации. Во мај 1947 година бил одржан Конгрес на македонските братства во Бугарија, на кој присуствувале делегати од целата територија на Бугарија. Председателот на Македонскиот национален комитет на братствата, Христо Калајџиев, поднел реферат за борбите на македонскиот народ за создавање на македонска држава, пошто се развила дискусија во правецот на тоа да дојде до самораспуштање на дотогашните организации на македонската емиграција во Бугарија и до создавање на културно-просветни друштва на нивно место. Во врска со наметнатото прашање, Конгресот донел резолуција во која се констатирало дека долгогодишната борба на македонскиот народ била овенчана со успех со создавањето на Народна република Македонија во рамките на Федерална Југославија на 2 август 1944 година. Според овој документ, формирањето на македонската држава ја изменило улогата на македонската емиграција во Бугарија и затоа се создале претпоставки и услови за нејзина реорганизација. По одлуката за самораспуштање на македонските братства под влијание на раководството на Бугарската комунистичка партија бил создаден Централен иницијативен комитет за создавање на македонски културно-просветни друштва кои требало да представуваат замена за македонските братства.
Новата македонска емигрантска организација во Бугарија застанала целосно на позиција дека македонскиот национален идентитет бил реалност во бугарската држава. Под влијание на Централниот иницијативен комитет започнале и активностите за самораспуштање на Илинденската организација. Била започната и постапката за затворање и прекинување со работа и на Македонскиот научен институт, кој имал пресудна улога во ставовите на македонците од Бугарија кон карактерот на македонското прашање. Периодот од 44 до 48 година е еден посебен период, извонреден период на процут на македонската национална свест, македонската култура, на промовирањето на македонската национална посебност во рамките на бугарската држава. Во овој 4-годишен временски период, македонците во Пиринска Македонија ги уживале сите национални права. Правото на зборување мајчин македонски јазик, правото на изучување на македонскиот јазик, изучување на македонска историја во бугарскиот образовен систем, учебници во кои што македонската историја била пишувана на еден сосема поинаков начин, ослободен од стегите на бугарскиот шовинизам и националистичка и негаторска политика во поглед на македонското прашање. За таа цел од Народна република Македонија во Пиринска Македонија дошле голем број на македонски учители кои што имале за задача да го спроведуваат воспитно-образовниот процес на македонските дечиња во Пиринска Македонија. А се тоа што македонците добија како културна автономија во периодот 44-48 година беше пред се исклучително улога на самите македонци. Културна автономија во која што ќе можат населението да ги изразува своите национални потреби, да се организира, да се создава институции, да се изучува македонски јазик, да се изучува македонска историја. Тоа е декларативниот дел на работите. Меѓутоа, во суштината имаше нешто друго. Прв пат во историјата бугарската држава дозволи македонците да се декларираат како македонци. Дозволи македонските учители да одат во Пиринска Македонија и во училиштата да предаваат на македонски јазик на македонските деца, за македонската култура, македонската историја. Беше формиран театар македонски, македонска книжара, огромна продукција почна да се создава исто така. Македонски учители, тие допуштат да бидат 100 луѓе, кој е многу мал број за цела Пиринска Македонија. При тоа, значи првата група македонски учители во состав 56 луѓе, доаѓаат тие во крајот на ноември, почетокот на декември 47 година. А втората група доаѓаат во февруари 48 година и по неколку месеци се избркани. Тоест, гледаме дека за раководството на Бугарската работничка партија комунисти прави се што е можно, за да не овозможи вистинска културна автономија. Таа работа беше делумно, како се вели, решена на овој начин, формата задоволена, суштината малку се разликуваше. Пошто се разликуваше суштината? Затоа што таму не се создадоа македонски училишта. Се разбира, дојде учители од овде македонци, меѓутоа не се создадоа чисто македонски, туку во бугарските училишта требаше да се веде македонски јазик и македонска историја. Меѓутоа, не тие македонска историја, туку ведува историја на македонското ослободително движење, што има сосема суштинска разлика. Ваквиот чин требало да ја потврди бугарската политика на добрососедски односи и признавање на македонскиот национален идентитет со сите негови белези. За тоа секако заслуга имала не само тогашната владеачка структура во Бугарија, но и залагањето на дел од македонските дејци во Бугарија кои уживале високи позиции во власта. Настане еден период на затоплување на југословенско-бугарските односи. Затоа секако придонеле контактите помеѓу
председателот на југословенската држава Јосип Броз Тито и еден од водачите на бугарската држава Ѓорги Димитров. Сепак овие надежи во тоа време беа сосема нереални. Зошто беа нереални? Бидејќи Бугарија во овој период беше држава изолирана во меѓународните односи, држава која беше соработник на фашистичките сили, односно припаѓаше во текот на војната на оската Рим, Берлин, Токио, така што таа имаше една потреба едноставно да ги прифати директивите на Сталин и директивите на Тито, да преговара за некаква Јужнословенска федерација во шири рамки, ќе биде вклучено и македонското прашање, но сето тоа беше многу неискрено. Но Тито можеше да земе Пиринска Македонија. Тито, ако тоа, значи, можеше да ја земе Пиринска Македонија на Париската мировна конференција. Сега, Југославија, знаеме, тогаш поддржува цяло Бугарија. Значи, и зашо поддржува? Зашо, дали Тито е верувал на тоа, значи на Ѓорги Димитров многу. А интересно е дека на Париската мировна конференција, значи учесник како советник на Тито е Димитар Влахов, нали, познатиот македонец. Ама тој верувал дека, значи, бугарите ќе седат на зборот и, нали, и Пиринска Македонија ќе се припои кон Народна, и затоа тој примерно сега, нали, не е кажал, абе, ајде да си ја земеме сега, па ништо, нали, да биде понатаму ќе работи, нали, и затоа. Не, значи, пошто многу е верувал. И затоа е испуштен моментот. Така што, навистина Пиринска Македонија е можела да биде земена. Ваквата состојба на поволни ветрови за решавањето на статусот на Пиринска Македонија и нејзино присоединување кон Народна република Македонија траеле се до 1948 година и до донесувањето на резолуцијата на Информбирото, кога Бугарија повторно ги влошила односите со Југославија и повторно се вратила на старите политики по македонското прашање. Согласно ваквите правци на бугарската надворешна политика, кои биле под силно влијание на Советскиот сојуз, владата во Софија почнала да го негира посебниот карактер на македонското прашање, да ги укинува сите форми на културно-просветна автономија на македонците во Пиринска Македонија, а започнала и жестока пропаганда и напади против Федерална Македонија. Бугарија е очекувала судир меѓу Тито и Сталин и е чекала моментот кога да укине, нали, таа автономија. 48-та година стана еден невиден пресврт. Радикално се променија состојбите во Бугарија, политиката на Бугарија спрема Македонија и веќе прашање за решавање на македонското прашање не се поставуваше во состојба кога Југославија се оддели од тој источен блок. А кога пак и 49-та година почина и Димитров, кој беше еден клучен фактор така за балансирање на состојбите во односите со Југославија, тогаш работите драстично се променија. Се укинуват, нали, и Македонскиот народен театар и сите македонски книжарници и тоа, но зборот македонски остава. Значи како еден празен збор. Македонците и во Пиринскиот Македонија, но и македонската емиграција и во Бугарија и во Југославија беше оставена, односно ја ги доживеа на својот грб сите плими и осеки на тогашната политика на комунистичките режими и многу од нив беа невини жртви на сите тие процеси сталинистички и во Југославија и во Бугарија. Резолуцијата на Информбирото слободно може да кажеме дека најголема жртва излезе Македонија. За овој период од 44-та година до 48-та, после целосно беше ревидиран и во бугарската наука и во бугарската политика. Таа резолуција на Информбирото Бугарија ја искористи за негирање на се што е македонска национална самобитност. Жртва на таквата политика биле македонците, кои наместо да ги наметнат своите автохтони барања за решавање на македонското прашање, морале да се прилагодуваат на политиките на државно-политичките раководства на Југославија и на Бугарија. Во 1956 година, при вториот попис, тие допуштат
тие допуштат македонците да се изјаснат како македонци. Нали? И тогаш тие се изјаснуваат. 63,7% од македонците се изјаснуваат како македонци. Нали? Тоа е 178.000 луѓе. Нали? Так, за таа тактика. Сега, таа тактика, кога доаѓа веќе на позиција и управува Бугарија Тодор Живков, таа тактика е сменета. И во 1963 година, и во идниот попис, веќе, по 10 години, македонците во Бугарија се само 8.750. А по уште 10 години, во 75 година, не постои веќе ни еден македонец. Затоа во странската преса, така со насмевка, и во тоа пишува, па каде измреа македонците, 200.000 македонци, каде изумреа, многу брзо умират македонците во Бугарија. Ние можеме да велиме како што сакаме. Тоа беше и е работа на бугарските екзархисти, кои се величаат бугари. Па, последователно, тоа е бугарски маневр за да се реши македонското прашање, само во бугарска полза. А тоа е да се создаде една бугарска Македонија. Може да не е уште јасно, и ако се задоволат сакањата на комитетот, Македонија и навистина ќе се направи бугарска. Ќе се обидам да појаснам и да покажам појасно како реформите можат да ја побугарчат Македонија. Се поставува прашање: кој ќе биде официјалниот јазик? Па, јазикот на мнозинството. А кој е тоа мнозинство? Тогаш ќе се види.